Додека Конгресот допрва треба да го усвои буџетот за одбрана или да преземе гласање во представничкиот дом за дополнителна воена помош за Украина, американската армија сега ја подмирува сметката за обука на украинците. It is an essential mission. Тоа е суштинска мисија. Не можеме да им свртиме грб. Нашата армија и нашите служби ќе треба да почнат да разговараат и да донесуваат некои тешки одлуки кои ќе влијаат на силите. Официјални представници на армијата за гласот на Америка рекоа дека ако ништо не се промени, американската армија во Европа и Африка ќе останат без средства за се, вклучително и поддршка за Украина и операции и вежби на САД со сојузниците во НАТО на почетокот на летото. Финансиската криза, за која заменик прес-секретарката на Пентагон Сабрина Синг вели дека го зголемува алармот. We are definitely vulnerable. Дефинитивно сме ранливи. Не можеме да се модернизираме, не можеме да ги менуваме програмите. Тоа е како да се бориме со едната рака врзана зад грб. Како што истакнуваат аналитичарите, руската војна против Украина се уште се надзира на европскиот континент. Ако почнете да ја намалувате обуката и подготвеноста на американските сили во Европа, тогаш тоа е уште еден подарок за рускиот претседател Владимир Путин. Подарок за кој армискиот ветеран и поранешен вработен во Капитол Хил Брет Бауман вели дека ќе поттикне на тамошна агресија од Русија и ќе има многу повисока цена од сегашниот буџет или додатоците за странска помош. Давањето оружје на Украина денес значи дека не мора да имаме американци кои ги даваат своите животи утре. Толку просто е. Украинскиот министер за надворешни работи неодамна за CNN изјави дека Украина немаше да го изгуби градот Авдиивка, од каде што неодамна се повлекоа силите на Киев, доколку Украина ја добиеше сета артилериска муниција што беше потребна за да ја одбрани. Do you agree with his assessment? Дали се согласувате со неговата проценка? I do. Авдиивка беше стратешко повлекување, но тоа беше повлекување поради неактивноста на Конгресот. Има директна врска. Ова е петти поред месец како Пентагон работи без целосен буџет, а од крајот на декември не испрати нова воена помош за Украина.